Почитувани граѓани, почитувана македонска јавност, со гласањето на 65 пратеници во собранието, денеска се потврди сето она што со денови го зборуваше Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери, а тоа е дека парламентарното мнозинство има прогресија. Сето она што ВМРО-ДПМНЕ со денови се обидуваше да го представи како вистина пропадна во вода, односно нивната збунетост и нивната безидејност ги дотера до таму да не ни гласа денеска во собранието. За жал, поради кочењето и блокади на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, непотребно се изгубија 10 дена во собранието. Наместо дебата и аргументи, слушаме навреди од опозицијата, омаловажувања, невистини. Сами на себе си реплицираа пратениците од опозицијата, само за да се одолговлекува, за да се трошат народни пари. Зошто? Само затоа што пропаднаа сите лажни изјави на Христијан Мицковски дека ќе има ново парламентарно мнозинство, дека владата само што не паднала. Деструктивната ВМРО-ДПМНЕ е во целосно заложништво на левица. Без компас, дефицит на идеи и без политика, ВМРО-ДПМНЕ се фрли на блокади, одолговлекувања по секоја цена. Од тоа одолговлекување граѓаните имаат само штета, немаат никаква корист. Поради ова неразумно однесување на ВМРО-ДПМНЕ, секој ден се трошат по 55.000 евра пари на граѓаните среде криза. Во време на криза од ковид блокираа помош, во време на енергетска криза пак блокира. Сега што блокираат, ниту они не знаат. Само колку да се блокира и да се кочи. Ние се воздржуваме. Сепак правото на дискусија и за говор е неприкосновено право. Но се трудиме да не паднеме на ниското ниво кое го форсира ДПМНЕ. Ние, пратениците од парламентарното мнозинство, ќе го издржиме и оваа деструктивно однесување на ВМРО-ДПМНЕ. Спремни сме по цели денови во собранието да ги браниме интересите на граѓаните и да ја сведеме на минимум штетата што ќе ја сторат пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Со завршување на реконструкцијата обезбедуваме политичка стабилност, зголемена ефикасност на собранието и побрзо носење на закони. Тоа ќе придонесе забрзано да продолжиме со реализација на реформите во економијата, во судството и во однос на интеграцијата на земјата во Европската Унија.